За се тоа знаеш и мене ништо не ми кажа. Скот да бидам ако такво нешто сум сонил. Па ти рече дека си го мразел, не ја. Лухним ако не е така. Тројца големци до овој град го молеа за негов лајтнант да ме постави. И дава машки збор бев за таа чест. Но тој ги одбил моите застапници, вели одбрав офицер. А кого? Некој Касио, флорентинец, велик аритметик. Ни Ридот Боен подобро од мене го знае, ниту водел ескадрон и пак тој е избран. А јас, Боже пази, знамено се спецрната му милост. Тогаш јас него, радо сам го челот ми го бил. Полека. Така и ќе биде. Го нема оне некогашен ред каде што вториот оди по првиот. И кажи ми дали уште треба да го сакам Маврот. Што ме така? Тогаш јас не би му служил. Јас си служам само за своја полза. Ниту сите можеме да бидеме господари, ниту сите можеме да имаме слуги. Но има и такви кои како магари трчат по своите господари. Но има и едни други кои само за својот темер работат и само за своја цел, како сум јас сиот. Како што си ти, Родриго. Да бев јас Маврот, не би си посакал ваков јагол. Служејќи му нему си служам сами од себе. Тоа што сум, тоа не сум јас. Ама среќа ќе има бузестиот ако се това ти успеете. Ајде, викни го таткој. Настави го да трча по него. Татко и Брабанцио. Туре отрово занес од него. Брабанцио. Викај! Брабанцио! Викај! Брабанцио! Каков е овој викот среде ноќта глува? Синьоре, дали ми се сите дума? Дали сте под клуч? Зашто вие прашувате? Ограбени сте, синьоре, ограбени! Точно во овој момент еден црновен ја прче овчичката ваша бела. Имаш ли ти ум? Синьоре, го препознавате мојот глас? Не сам тој си. И јас сум Родриго. Колку пати сум ти кажал тебе да не ми семаеш пред портиве мој, зашто ќерка ми не е за тебе, а ти ми дојдеш овде од јадење и пиење с бесат, рушејќи го мојот мир среде глува помак. Синьоре, јас... Знаеш дека со мојата власт и со мојата сила тебе може да ти отплата, нели? Синьоре, јас... За грабеж овде ми зборувате среде Венеција. Та не е полска куќа мојот дом. Синьоре, јас доаѓам како добар човек. Па порега, синьоре! Вие сте еден од оние кои се откажа од службата на Бога и се предаде во раците на ѓаволот. Вие сакате вашата ќерка да се души со бербец и дребец. Сакате глуците да ви режат. Сакате алкови бедели да ви бидат сватови. Па нека! Кој си ти, богохулнику? Јас сум човекот кој дојдем да ви каже дека вашата ќерка и Маврот прават погреба цверка. Ти си гнасам! А ти се нати! Платиш, Родриго, тебе те познавам. Ќе платам, синьоре, не е проблем, јас за се ќе платам. Само дали со ваша дозвола, вашата прекрасна ќерка во оваа глума полнок замина право во рацете на блудниот Мава. Ако сето тоа вам ви е знаено, тогаш да, ние тешко и дрско ве клеветиме. Но ако тоа не е така, вие без друго нам не ругате. Сеньоре, ве молам, уверете се сами. Ако сега таа се наоѓа во низината со ова, тогаш јас нека одам право на суд. Дајте ми светло! Дајте ми светло! Дајте ми светло! La petite faiblesse qui vit dans comme ça. Морам од вас да се делам. Неприлично и згодно ми е да застанам против Маврота, ако бидам овде ќе треба. Да сенатот нашиот поможе укор да му дадено да го смени, нема тоа знам. За борбата на Кипар што се чека им е толку нужен сега. Иако го мразам помаките на адот, сепак на љубов ќе треба знаме да му треба. Се знае. Le pays le plus magnifique На измама. de toute la création. Верувајте ми, десеттина пати се толкнев да го шибнам во слабината. И добро е што не си го оставил тоа. Но толку лошо зборуваше тој за честа ваша навредливо гнасно што јас едва се здржам. Вие се веќавте, генерале. Верувајте ми, магнификот наш сакан при овој случај кај дуžдот ќе има свој глас. Тој ќе ме дели и на тешки маки ќе ме наведе со се во кое право власта му дава и мојта негова. Тој може да се срди колку сака заслугите што јас ги спечелив се погласни од сите тие жалби. И да се знае, а ќе разгласам штом видов дека фалбата е чест.
Од кралски род и колено сум јас, со ведро чело заслугите мои на горда среќа полагаат право по таа тука што ја достигне. Ја го знаете. Ако милата Дездемона не ја любам за сето морско благо, јас не можам во рамки да го ставам бездомниот и болен живот мој. Кај керка му? Кај керка ми? Беднику! Ја маѓер се, нели? Ја заведе. Ја одведе од дома. Ја уништи со чинки и со обојки. Може ли природата толку грозно да греши, што ни глува, ни слепа беше, нито со помпорачен ум? Ако не е таа магепсана, зашто го прашувам секој оно што има малку разум? Може ли една девојка толку нежна, толку девствена, да побегне од дома за срам на сите? Една девојка која за бракот зборуваше со згрозеност, која ги одбиваше мажите од народот наш, да падне во зградите на овој гнасен створ, создаден за страх, а не за восхит. Кажете, и нека ми суди светот ако не е кој што велам, дека со опојки и со пијачки што умот го матати ја убиде стената и младост. Те апсам и те затворам веднаш како измамник белосветски, во чит и опош кој вешт, во работи што законот и гони. Ајде, држете го. Ако мртне, нема мазнење. Господине, ме молам, заповедајте повеќе со годините отколку со оружјето, кај сакате да дојдам и на вашите поплати да дадам одговор. Позандана, а таму нека одлучи судот и законот прав. Благороден мој татко, мој повелник сте, јас сум керка ваша, но овде стои мојот маж. И ве молам, дајте ми да му бидам дотолку покорна, како што вам мајка ми би била, кога за мајките вас се делела од својот татко. Варно да немав керка јас, а туѓо дете да посвоев. А ти, мавре, добро очи отвори, што му на својот роден татко го излаже. И тебе, оне ке те прелаже! Душно те вика генерале со молба веднаш да се јавите кај него. Зошто? За Кипар нешто колку што може да домислам. Брза работа. 12 властници се еден по еден нотва пристигнаа кај Дуждок. Сите советници кај него се збрани и ве чекаат вас, а кога веќе не ме најдоа таму ме испрати овде по вас. И добро е што ти ме срети овде. Турците со силна флота пловат на кај Кипар. Вамо телови се добро познати средствата за одбрана на тоа место. Јавното мислење полага во вас е големата надеж за спас. Работата е брза, ниту може да има бадеж. Во домов само збор да кажам и идам по вас. Што правите тука, знаменосецу? Тој сношти заплени копли на галера и ако плодот му се озакони, ќе биде вечно среќен. Не те разбирам. Се ожени! За кого се ожени? Како молец на мирот, јас овде ако останам, а тој тргне во војна, ќе бидам лишена од она поради кое го засакав и тешка ќе ми биде разделбата до милиот. Ве молам да одам со него. На оваа молба не речете не, генерале. Јаго, со тебе ќе треба да ја оставам Дездемона. Нека жената ја пази и после кога е најзгодно доведи ги и двете. Тој полна доверба ми дава и совесно можам да го кречнам како манар и добавичка за носец. Каси ме убавец, што? Да можам и него да го турнам и после да славам успех со измама војна. Но како? Ќе го заблудам од тело дека е близок со жената тој. Па ќе изнесе нешто од дома. Мрак и пекол помош да ми дадат овој грозен плод на видење да го видам. Бог сведок ми е, не затоа молам на своите страсти да угодам желби. Мртов е веќе младешкиот жар. А зашто сакам благороден и штедар спрема неја да бидам. Но нека Бог од мислата ве чува, што крај неја јас би можел да ја тратам работата републичка. Ајде, сега молам кон државни дела. Боже, мојот дело за човек. Со својот силен дар, платништа да размејме, за да може безбедно да се стигне до Кипар. И мир да донесе в нашите души. Јаков, што е јака душа? Знаеш што сум наумил да сторам? Ќе одиш дома и ќе спиеш. Не, Јаков, сега јас ќе се удам. Зошто да судавиш глупаку? Затоа што нема смисла да се живее кога животот е марно. Јас поскоро ќе го менам својот лик во мајмунски, отколку да судавам за љубовта на некаква мивка. Приставам! Толку многу сум влюбен во неја што немам сили да се откажам од неја. Нема сили, ветришта нема сили. Оди диви мачки и степи кучиња дави. Ајде, полни го ќеменот со пари.
Не е можно Дездемона да го сака уште Маврот, а и ни тој не ја. Ајде, полни го џеберот со пари. Добро, но само ако ти ми ветиш дека ќе ги крепиш моите надежди. Ти гарантирам, ајде. Штом така, ќе го продадам сиот свој имот. Ајде, мени го лицето со лажна брада и ајде на војна! Се уште не сум го видел, сеньор. Страшниот бој на небото и морето безмилосно не раздели. Да требаше сега да умрам, би сметал дека е смртта крајно блаженство. Толку сум среќен. Пресреќен сум јас, што биднина неизвестна се плашам ке немам друга слична утеха. Синьори, за нас војната се сврши. Османците се раскостени така од бурава очајна што сосем се сплетка планот бил. Еден кораб венецијански видел како тоне планината од нивната флотила. А моите стари посланици како? Јаво, го пристана со овие приверени народи. Дездемон, да одим. Ти благодарам, мој Касио. Добри Јагор, таа слобода во мојот крај е дозволена. Од учтивост. Дездемона заљубена во Касио. Дездемона заљубена во Касио, тоа не може да биде. Спомни си со каков жар го беше она да сакала Маврот. И ти мислиш дека цело време таа ќе го сака него. Па не си до толку неблагоразумен да поверуваш во тоа. Не се и е потребна промена. А кој поскоро ќе достигне незината љубов од Касио? Никој. Тој е вечни измамник и таа веќе го сети небогото да истина. Реков, тоа не може да биде, па таа е толку благородна личност. Фукнаме за твоето благородство. Ти не види како му е дали шератата, така? Кај ти беа учите. Тој вечера ќе биде на стража. Биди и ти таму. Најди згоден час да го разлути што е буен во гневот и може да те удри, ама ти потреби малку. Добро, но само ако ти ми нареди ситуација за целото тоа. Ти гарантирам, ајде дома. Треба да одиме на стража, Јагор. Уште не е време, лајтнанте. Уште нема 10 часа. Отело не остави тука само за љубов кон својата Дездемона. Па тие немаат поминато ниту една брачна ноќ. Па сигурно дека нема да ги кривиме поради тоа. Таа е толку добра и на Јупитер би му донела наслада. Да, таа е прекрасна. И полна оган. Свежо и нежно создание.
Очи кои предизвикуваат на двобој. Предизвикуваат, но сепак се толку полни со честност. 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 Таа е толку добра и на мртовец би му донела наслада. Не сега Јаво, главата лошо ми го поднесува пиењето. Една. Јас веќе испив една чаша и тоа сосем разводнета и гледаш како делува на мене. Само една. Добро. Но само една. За генералот. Добро, но за здравје на нашиот генерал. Ајде, ајде. Немој случајно да си помислил дека сум пијан. Јас говорам цврсто и стојам на земја цврсто. Ти си мојата десна рака, мојот знаменосец. Ова овде, ова е мојата лева рака. Значи немој случајно да си помислил дека сум пијан, разбра? Турци сме да си правиме што Бог не допушта ни тие да си правиме. Оној што е крив, па макар да е мојот близнак, брат, за навеќе не ме загуби тој мене. Ја го, тој обид почна прв. И да е најчесен човек ќе сгреши, генерале. Те сакам јас, но не си лајтнам веќе. Што е, што станало? Ништо. Ништо ми да се е во ред. Да одим. И милата моја ја вознемирив. За пример ти ќе видиш. Ранец сте, лајтнанте. Да, ранет. И нито еден доктор не може да ми помогне. Ајде, Боже, пази. Доброто име, Јаво. Го загубив моето добро име. Го загубив безсмртниот дел од себе си, не остана само животинскиот. Доброто име, Јаво. Доброто име. Доброто име. Што е доброто име? Доброто име е празен и лажеви привид. Тоа често пати го добиваме за ништо и го губиме без кривица. Вие не сте го загубиле доброто име. Освен ако сами не се убедите во тоа. Постојат многу начини да ја вратите милоста на генералот. Тоа е овде. Помолете го и пак е ваше. Никако. Јас попрво ќе го помолам да ме презира, отколку да премамам еден таков одличен началник со еден пијан, бесрамен и лекомислен офицер. Да се напиеш како свиња, да разговараш високопарно со својата сенка, да се раздрдориш како папагал, да викаш, да пцуваш, да трескаш, да се темаш. Ајде, на секој може да му се случи да се напие. Сега јас ќе ви помогнам. Сега нашата генералица е генерал, помолете ја и може пак да ме врати на службата. Знаеш дека е дома твојот совет?
Сега одам на стража. Добра ноќ. Лајтнанте. Добра ноќ, чесен јави. И кој би помислил дека јас сум подлец? Кој би помислил дека јас сум подлец кога ме слушаш го давам искрена чест? Сега ќе ја натерам Дездемона да моли пред Мавро за Касија. А на Маврот ќе му турам отров во ушите дека таа го прави тоа од телесна страст кон Касија. И што повеќе моли, толку повеќе ќе ја губи довербата тој во неја. Незината добрина во црна смола ќе ја превртам. Ќе сплетам пајажине и сите ќе ги вплеткам во неја. Што е, Родриго? Тоа што јас не сум загар во целата оваа ситуација, туку само куче кој што трчка наоколу и лае. И на крајот на криштата знам, јас ќе завршам без кршена пара и ќе треба со малку повеќе ум да се вратам назад во Венеција. Ете тоа. Го жалам тој што не знае да трпи. Тебе ти удри Касио, па што? Па што? Потрпи малку. Потрпи. Ќе дознаеш повеќе околу полноќ. Ајде дома. Не спиете добро, лајтнанте! Прости ми, Јаго, јас може би неучтив бев испратив по жената, да ми договори со Дездемона да разговарам насам. Јас ќе го тргнам од тело послободен да бидеш. Многу ти благодарам, Јаго. Мој љубезен лајтнант, ја жалам дека немило све стигна, но скоро мислам се ќе биде вред. Со жена си за тоа Мавро Чук зборуваше со многу голем жаргон и таа за вас. Но тој рече дека оној што го ранивте е со силни врски, многу почитува. Па разумно е да ве смени вас. Но и покрај тоа од тело тврдеше дека ве сака. Без молени, по наклонности, дека случај прв ке ползува за назад да ве врати пак. И така да е. Сепак ве молам, ако е тоа можно и се разбира, ако прилично ви се чини да ми договорите со Дездемона да разговарам насам. Не грижете се, мој Касио, што можам во ваша полза се ќе направам. Синьора, ве молам, и мојот маж е толку вознемирен како тој да страда. Ве молам, Касио, не грижете се, јас пак ќе ве смирам со мојот маж. Што и да се случи, синьора, јас ваш верен слуга секогаш ќе бидам. Благодарам, вие со одело познаници сте стари, вие знам го сакате и тоа далечен до толку ќе ве држи колку што бара политиката. Да, јас ви верувам, но таа интрига би можела да трае толку долго или до толку да се разрасне, да генералот и љубовта и службата моја од умот да ги сметне што не сум му близу, а сум сменет со друг, Бидете за разбирате? тоа, спокоен еве збор ви давам пред Емилија дека чинот пак назад ќе го добиете. Многу ви благодарам, синьора. Ова не ме надува, генерале! Зборуваш, Јаго? Ништо. Зар тоа не беше Касио што со жена ми се прости овој час? Не е можно да е тој. Тој да ме види така и да се шмугне, не е. Тој мислам дека беше. Како си мил мој. Имав еден молител од твојата што кине немило. За кого зборуваш? За Касио зборувам за твојот лајтнант. Љубов моја, ако со нешто би можела да те умилам, те молам, помири се и прости му за се. По срце тој, ако не ти е предан и престап, ако не направил тој без умисла, просто без да слага, тогаш честно лице не умам да те познам јас. Те молам нареди брзо и да ви да вратам. Значи е тој што сами на одбор. И таква тага го совладала, што и мене ми даде дел од маката со него да страдам. Мој драги речи да го Не сега сватка да знемо на друг пат. Дали скоро? Што поскоро може. Вечер? Денеска не. Тогаш Утре дома не ручам викнат сум во крепост. Тогаш вторник. Доста! Кога сака нека да иде. Зар можам јас тебе нешто да ти откажам? Јас не разбирам тоа. Тоа не е мило за мене. Сето е тоа како да те молам, ракавици да ставиш, да се згрнеш по топличко, да јадеш нешто подобро. Ако мислам јас љубовта твоја со молба да ја искушам, ќе најдам работа и поважна и потешка од ова да биде. Но ништо нема да ти откажам. А сега треба да останам сам. Мислиш нема да те слушам? Не. Збогум
ја сакам те земо на Касио, знаеш ли тоа? Да, тој знаеше за себе, зошто прашуваш? Ништо, сакам да си решаме на своја неизвестност. Кој е? Мислев дека не ја познава. Да, ја познаваше и посредник не беше и? Верно, Да, верно. Зошто тука нешто гледаш ти или тој не е чесен? чесен. Чесен, да. Да, мислам дека Касио... Не мислам. Што мислиш? Јас што мислам, генерале. Јас што мислам, генерали. Јас што мислам, генерали, се Кулман тако ето ми се отзива од барата како да крие чудовиште такво, што страшно е да се покаже. Ти тука нешто си намислил те гледам. Штом го виде Касио прееска кај си одиде слушна тука во кај што рече ова веќе не ме радува, па што е тоа што не ме радува? Ако го пак ти кажат дека тој посредник ни беше тоа зачудено свика перно и изби веки Божен мозок сакаш да јушасна мисла да заклучиш, ти си ми предан таа мисла ќе ми отложиш. Знаете дека многу ме сакате. Да, знам. И дека сум сосем уверен во љубовта твоја и во честноста твоја. И дека ни збор не кажуваш без добро да го мериш ме буни твојот темен на разговор. Добро мислам дека Касио чесен. И јас така мислам. Но луѓето треба да се чинат такви како што се такви како не се да не се чинат. Како такви како што се чина. Тогаш Касио мислам чесен. И јас така мислам. Те молам, што мисла тај што по себе сам кажи ми ја и најлоша да биде со најлош сега предај ми. Не може да кажеш Добра! За маши жена доброто име на душата им благо најскапо. Тој што го краде моето име не може да се обогати, а мене ми ќе не допустиле. Сведок ми е Бог. Јас своите мисли ќе ги узнам. Пазете се од ревноста, генерале. Таа е чудовиште со зелени очи и играќе се кокошка својот плен. Блажен е тој рогат машко узнаваќе за судбата своја неверната е разљубува вчасно, клети маки трпи оној кој што во него љубовта од сомнеше не разделува. Да, тоа е страшно. Па нека! Нека велат за жена ми дека е убава и дека љуби да се кити. И да се шета. И дека смело збори. И дека красно игра, свири. Нека станам од тоа подозрив. Што ми има в душа добродетел, непорочни се тие склоности. Ниту мојата непривлечност ме тера од изнама да имам најмал страв при очи вако таа ми избрала јардо. За да сум усомна, ке треба да видам, а штом сум усомна, кој треба доказ имаш. Доказ нема. Тоа што? Сепак на жена ви припазете штом Касио ќе се појави. И вез ден предочи нека ви биде што ревност да ве не заслепи многу силна, ниту многу вера во нивната чест. Јас ќудот на жените венецијански добро го познавам и на небото се решават за своите грешки да кажат. За она што молчат пред своите мажи. Навистина? Па не ви својот татко го прелагува кога везете. Да, така беше. Да, така беше! Затоа што ме сакам да го кажам ова! Вечно сум ви благодарен. Гледам смрачени сте од мојот. Не, ни најмало. Смрачени сте. Ни најмало. Тогаш не му давајте важност на овие зборови. Ова се само домисли пусти. Не се. Тогаш Касио мој пријател верен, гледам смрачени сте. Не многу. Јас Дездемона за честна ја сметам. Нека биде честа и вие во тоа имате верба! Но природата може да сгреши. Ај збогум се. И ако забележиш нешто, пак кажи ми. Жената ме гледа. Сепак, А сега веќе остави. генерале, не брзајте. Оставете на времето и да треба Касио да си го води својот чин кој што така светло го водеше, не брзајте. Ако почне вашата жена милно да моли, тогаш тука има нешто. А до тогаш мене сметајте ме за појазлив прекумера и самиот се чинам тако. Сопругата ваша во ништо не кривете. Не грижи се, јас можам да се здржам. Вечно ваш. Да. Крајно чесен овој човек и знаев дејства човечки да вникне од сите страни со опитен ум. Ако видам со колице моја дека си дива, и ги раскинам јас твоите врски, па што ако нив јас од струните на срцето ги сплетам? Избогум тогаш. Летај каде сакаш. Ете го проклетството на бракот. Да викаш свое нежно суштество, а да не биде и пожелби твое. Отела? Мил мој, ручекот те чека и гостите на островот. Да, крив се. Што ти е да не си болен? Да, ме боли овдека во челото. Ќе врзи на соба шамиче ке му помине. Мало ти е шамичето оставил, ќе го мине и без тоа. Да одим.
Се радувам што ова шамиче ми дојде само. Да, шамичето нейно. Прв подарок од мамата. Мојот маж тој чудак веќе 100 пати ме молел да го земам, но од него не седели така. Му звори го љуби. Мил знак е оно занео часот кога изеде клетва маврот сам, дека до гроба ќе го чува. Сега ќе треба весо да го преводам, исто вакво најава да му дадам. Зошто му не издам, само Бог знае. Јас сакам само да му угодам. Што сама овде? Доста си би викал. Сега имам нешто за те. Нешто за мене. Она што го даваш на другите. Што? Глупа жена! Хајде доста. Сега подобро кажи за она крпче колку би ми дал. За какво крпче? Како? Шамивчето што да не демона и го подари мамот. Она за кое што 100 пати се ме молел да и го украде. Украде? Не, таа сосема го случајно го испушти овде, јас тука се најдов и го зедов. Види? Дај. Те молам, кажи ми зошто ти е потребно што толку го бараш. Дај го. Ако не ти е нужно за некоја важна работа, немој да и го земеш. Дај го. Сиротката ќе биде многу тажна кога ќе разбере дека и го нема. Ова шамиче ќе го поставам Касио да го најдеш. Па од ова шамиче ќе излезе нешто. Па ни мак, ни мандрагора, ниту сите билки на светот нема да му го вратат зонот што до вечера среќи го беше. Маврот се вцрви од мојот отров. Еве го. Иде. Мене! Да, мене да ме мам! Мене да ме мам! На страшни маки ме предаде ти. Се колнам да си многу измамене по-арно, колку за тоа да знаеш макар малку. Јас немав грижи за интригите и развратот на жена ми, не ги гледав. Не мислев на нив, немав мака, си спиев ноќе мирно, бев весел, задоволен и не ги сетив на устите, нейните луѓите на Касио. Ти ќе треба доказ да ми дадеш, инаку се колнам, во спасот на душава моја ќе беше поарно без да си роден, отколку ответ да даваш пред мојот дивен глед. Господи, дека ми е напомош, нема да бидам баш тука повеќе. Стој! За жена ми мислам дека е честа и мислам дека не е, ти си мислам прав и мислам дека не си да знам нешто бар, дај брзо да се убедам. Доказ би сакал. Сакал барам! Сакаш да гледаш додека лежи под друг. Додека лежи под друг, тоа сакаш, а? Тоа сакаш! Тоа сакаш! Сакаш да ги фатиме додека се барат како стрелнијаци, а? Тоа сакаш, а? Сакаш да ги фатиме додека се барат како скорешни мајмуни? Како пијани волци во бултеројд? Тоа сакаш! Ако сакаш, тоа ќе ти го дадам! Ако сакаш, тоа ќе ти го дадам! Хајде! Ако сакаш, докато ще ти дадам. Со Касио бев легнат на една постела и го чув како си блада. Дездемона сладка клета да е судбата тебе што на маврот те предаде. Чудовистото парче ќе ја раскинам. Ајде. Би текнувано на шамичо што го држеше браце? Да, тоа е прв подарок мој. Пред некој ден Касио права да се ја пришие со него. Како беше тоа? Ајде. Било тоа, било друго пат против неа силно зборува. На злобата ми укротена, ти љубов сега предај ни короната и тронот.
Се колам сега под мраморното небо со сета светост на клетбата пропит. Од мојот нема да отстапам збор. За Касио до 3 дни да ми кажеш дека го нема тука веќе жив. Тој веќе мртов. Ти. Сега си ми лајка. Не знам, синьора. Ако ми веруваш, јас повеќе ке се со злато сакав да загубам полно. И ако маварот благороден, ниту верба тај иска, ниту лоши мисли се ова би могло да го наведе. Заре реднив тој? Кој тој? Јас мислам, сонцето од крајот негов ја спржило сосем во него таа лоша страст. Тој иде. Нема да го пуштам да ми направи по Касио. Како си мил мој? Јас сум добро, а ти? Дај рака. Колку е жешка и влажна твојата рака. Кашто има таква рака, таму треба зарек, молитва или пост. Тука деме гјавно млад. Рака ти го даде срцето. Ќе одам по Касио да дојде да зборува. Дај ми шавичето твое. Еве. Не ова другото му ја дат. Го немам тука. Не. Лошо. На мајка и го дала циганка, а таа била вражалка, што могла да чита скоро и човечки мисли и рекла се дори шамичето го има на татко ми верна, ќе му биде и на него ќе стекне сосем власт. Но ако го загуби или дар го даде на некого на омразено, од татко ми ќе стане и нова љубов ќе повара тој. И ми го даде тоа шамиче мојата мајка на умирачка, молејќи ме што ако судбата со жена ме даде го нејзе јас да ја го дадам. Така направи. Но ако дар го дадеш на некого или го загубиш, ќе навлечеш ти таква гибел со која ништо нема да се мери. Зар вистина е тоа? Да, верувај ми во тоа, така и вражди би се таа. Зар возможно? Да! И би било убаво да го имаш. Тогаш по-добро да не го видам. Како? Зашто овој суров тон, мил мој? Го загина зборува. Господи Боже! Каде е, го нема веќе? Не загубено, не, ајде е! Он не загина! Кажи го, дај го брзо. Сваква итрос нема да си минаш, ке одам по Касио да дојде да зборувате. Дај ми го шамиче. Од Касио подобар нема да најдеш. Шамиче. Тој човек сега среќаваш за љубовта изградил твоја опасност и со тебе тој делел. Шамиче. Не си во право! Да. Реднив е тој. Не знаев дека е ваков. Во тоа шамивче има некоја магија, некоја чар, јас жалам дека загина. Мажот ниту за година, ниту за две нема да го знаеш. Желудоци се мажите. А ние ништо друго, ами храна сме. Гладни ли се ќе најадат нас за после сити да не изригнат. Јас со стара молба пак пред вас, сеньора. Со ваша заложба да сторите, јас пак да живеам и пак да бидам учесник во љубовта на оној кој што со целото свое срце го почитувам. Ме молам, нека не се бави работата. Но ако мојот престап е до толку тежок што ни моите стари заслуги не може да ја вратат неговата љубов, тогаш барем тоа да го знам. На друго место среќа од судбината ќе си барам. Касио, бесполезна е мојата помош за тебе сега. И мажот ми веќе не е мој маж. Тој отиде во некој чуден немир. Сигурно
Е нешто од Венеција тоа што го растревожило, а човек може во подобен случај, макар од важни нешта возбуден, да се фаќа за глупости. Само да се грижи државни, а не сомнеш неревност кон вас. Емилија, зар повод му сум дала јас? Но така е со луѓе ревниви. Од повод тие не ревнуваат. Природата ги тера просто нив, а ревноста е чудовиште кое што се зачнува и се раѓа само. Бог да го чува од тело мојот таа напаст. Ами, Касио, останете овде за сега, ако го најдам мажот ми добро расположен, ќе зборувам со него и ќе направам се за да си ја завршиме убава. Ви благодарам, синове. Здраво, пријателе мој. Бјанка, откаде сега ти тука, Бјанка? Кажи ми, заре можда да не ми дойдеш цела недела? 7 дни, 7 ноќи, 160 часа. А часовите на разделба меѓу љубовниците подосадни се 160 пати од часовите на дните обични. Жално да се брои, а, Касио? Со важни работи зафатен бев, Бјанка, но ти ветувам дека штом ќе завршам, многукратно ќе ти се одолжам за тоа моје отсуство. Во меѓувреме, едно вако шамиче би можело да ми навезеш? А тоа од кого е? Може би е знатна некаква нова дружка, а? Па сега ја знам причината за твоето отсуство, Касио, доттаму било. Красно, мили. Красно. Ма глупости, Бјанка, глупости, тие зборови на дјаволот уста прелимуви. Ме ревнува затоа што мислиш дека ова на некаква нова љубов е дар. Не е, Бјанка, ти се колмам дека не е. Па тогаш кажи од кого е? Не знам. Го најдов кај мене дома и многу ми се допадна везот. Па си реков штом досега никој друг не го побара да тоа без друго ќе се случи едно исто вако и мене да ми навезеш. Па штом те молам направи го тоа, ајде сега оставиме. Зошто оставиме? За половина час треба тука да се сретнам со генералот и не би било ни згодно ни прилично да ме завари овде со жена. Или не, а? А зошто? Како зошто? Како зошто? Добро, ајде тогаш малку да ме подиспратиш и да ми кажеш дали ќе те видам скоро, а? Ќе ме видиш. велите за ова, генерале? За кое е ова? За скрижен цели! Престап, рекој. Никола се полежи со пријателот свој без да има лоша мисла. Да лежи гола и да нема зла мисла. Ако не направи ништо, тогаш древот е простен. Но ако шамичи дарам на жената, тогаш што? Тогаш тоа е нейна собственост и кому сака може да го даде. Собственица е онај да честа во своја, зар може и неја да ја дава? Честа не видимо нешто. Се колувам, јас со радост би сакал да заборавам дека тој шамичето тој. А што ако ви кажа дека ме мами или дека се
pali! A što? A što? Дека лежи од Сонија. Дека лежи од Сонија. Лежи од Сонија. Или на неја. Тоа е гасно. Ќе ја извечам до парчињата, а мене да ми изневерува. Гнасно од нејзина страна. Со мој парчине, уште погнасно. Жамиче, признај жамичето. Да признај, потоа да биде обесен за награда. Не, прво да биде обесен и потоа да признај. Со Касио ќе разговарам за Бијанка, а штом ќе чуете и за неја се убиваца. Од смевот негов ќе пукне. Што се случи? Ништо, само припадна малку. Како сте вие, лајтнанте? До толку полошо што чин ми даваш кој веќе сум го изгубил. Не оди добро работата каде с демона. Да беше тоа во власт на Бјанка, сигурно ќе успеете. Еме сака. Да се демона! Сака ти да се ошеги со мене, а не дека се видал дека има повод за тоа, само затоа што тоа така, таа си го намислила. Јас да се ошегам со таква за мене. Еме не мисли да ти дека сум толку болен, дека сум толку болен. Јас така. Цело време. Јас не разговарам таму до сам време за некакви венецијанци. Да, почна да ме пушка. Слушнавте како се смееше на својата гнасотија. Го видовте Шамичето. Вашето ще се спомня. Видовте како ја цени вашата сопруга. Таа го дала нему, а тој на она великачница. Касио, јас ќе го стритам. Касио, јас ќе го стритам. Донеси ми отров ја го вечерот. Нема да разговарам со неја да не ми пак убоста нејна и телото нејзино ми ја одзела од решеноста. Вечерва ја го. Немојте со отров, генерале. Немојте со отров. Задушете ја. Во леглото таму каде што ме посрамотила. Добро. Ми се свидува поради справедливост. Многу добро. Господин генерале! Вечно сум ви благодарен! Службата светцена до Венеција ви праќаат поздрав. Јас оваа книга ја ценувам. Што има ново, драги Лодовико? Добре дојдовте на Кипа! Многу ми е мило што ве гледам. Фала ви. А како е Касио?
Живе. Лош разген стана помеѓу мојот маш и Касио, но ти ја средиш се. Ти тоа го реши! Лажу. Разделба меѓу Отело и Касио има. Да, ќе направам се за да ги смирам. Ти немаш ум! Чинам од писмото е. Касија треба да биде овде назначена Отело да се врати назад. Ќе бидам пресретна да се случи тоа. Красно! Да те гледам луда! Претеравте, генерале! Дури да кажам во Венеција дека сум видел со собствени очи, нема да ми веруваат. Ве молам, молете ја за прошка! Да можеше земјата да зачне од женските солзи. Тогаш од секоја нейна капка ќе родеше крокодил и стајни се прелечи. Јас нема да стојам овде да те дразнам. Таа е покурна жена, вратете ја назад! Нешто сакавте, сенјоре? Кој јас? Да! Вие побарахте да ви ја вратам. Па може сега оди и да ми се враќа. И упорно и пак да оди и да ми се враќа. Сенјоре, она може и да поплаче. Плаче. Плаче. Покорно е, а? Многу покорно, што бе. Продолжи да лееш солзите. Ако го заора, јас сам победно ја почитувам, одам во Венеција. И стај ми се од пред очи помалку ми да видам. И на Касио место го веднаш ќе го вратам. А вас, да вас. Да, вечер. Векарам на вечер. Добре, добре! Што е Лудовико? Оне е тој мамар за кого силценат наш го кажува не совршен во сила. Тоа е тако, бе. Дали го е здрав да не се врнал тој? Не, Бог посебно да биде тако. Што е? Да ме удрих жената. Да крозно не го стана. Не, оди сам биде го сакаш. Јас во него се излажам да жалам. Родриго! Доста се измаслуше од тебе. Сега јас сам ќе одам и сам ќе се представам пред Дездемона за себе. Браво, дај раката, браво! Од Венеција стигна писмо. Отело треба да биде заменен од Касио. Ти, Касио, треба да го тргнеш. И јас треба да го сторам тоа. Да, треба да му ја скршиш главата. Добро. Еден човек помалку, тоа не е страшно. Значи, Касио треба да биде мртов. Тој! Јас сум мртов. Проклетја го! Ти не човече безум! И ништо значи не си видел. Не. Нит сум чула, нити сомнеше ми. А со Касио сепак ги гледаш.
Но воопшто не се посомневав, иако го слушнав секој збор од нивните разговори. Ништо не си шепоте. Не, Не тој натера да ги оставиш сами. не, Долиш во другата соба да земиш ветрило или на ракници или нешто слично. не. Чудно, Дездемона! Дека невина е она и душата ја заложувам своја. Ако ли таа не е безгрешна и честна, тогаш нема среќен маж. Нечистата е жена, тогаш го наснако срамота. Мажо, Дај очи да ти видам, право гледам. зашто овој суров тон? Ти што си? Верна жена твоја. Проколни се во тоа самата, проколни се. Светок ми е Бог. Тој знае дека неверна си ти глада. Како неверна? La fede che vi do observi kuat kata vous êtes inscrite avec moi. Дездемона. Беги. 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 Ти плачеш. Кажи ми зошто? Зар причина за тие солзи сум јас? Ако мојот татко е виновен за твојот отповик, ти немој да ме клеветиш мене. Ако мојот татко со нешто тебе ти изгрешил, исто така и за мене е загубен. Јас сепак мислам, мојот маж за чест на мене ме смета. Да. Колку што се чести мувите лете на кланица, раѓајки се со нас, бурја. Толку убав, толку сладко што мирисеш да чувствата ги плени. Зошто? Зошто? Зошто си се родила грозна блудница? Се колнам, ти неправично ме ругаш. Не си ти блудница. Не! Инако да не сум христијанка. Просто. Јас со онаа колко на венецијанска те смешам за тебе што се мажи. Синьора, како сте? Како во полусон. Што е со него? Со кого? Со господарот, синьора. Ако е твојот господар Емилија? Оно и што е и ваш? Не. Јас немам никаков господар, те молам Емилија да ми зборувај повеќе. Јас само со солзи можев одговор да дадам, но не можам да плачам. Те молам, вечерва брачното легло спреми ми го и мажот ти повикај го. Што е, синьора, што сакате? Го заслужиш ли ја го со овој прекар? Кој прекар? Таа нека ти каже што ми каже. Никаквица навеќе. Ни питат за својата парталавка и пиен не би рекол таков збор. Зошто да зборува тој така? Ајде! Не знам. Се колнам дека таква не сум. Ајде, доста плачење! Зар затоа се откажа од брак со толку знатни младоженци она? Си остави татковина, татко и ближни своји, за да не нарекуваат блудница? Зар ти не би заплакал од тоа? И зошто да ја викаат блудница? Зар бил некој со неа? Кога, каде, како, верно ли е тоа? Не, измамен од некој подолороб, од некој презрен, никакви... Јаго, те молам, кажи ми што да направам за маж ми да го придобијам брак. Смирете се, тоа е само привремен гнев. Тој се бави со државнички работи. Да нема само друга причина. Нема друга. Тој ми заповеда да те испратам дома и мене ми заповеда да дојдам овде. Мене? Дома? Да. Така ми рече Емилија, да не би сега да наотиме пак. Одобро ти беше никогаш да не ме сретнем. Јас не мислам така, Емилија. Во љубовта го пазам толку мил, што дори
Гневот негов, омразата негова, мене ми носат наслада и сласт. А што мислиш ти за тоа, Емилија? Има мажи кои своите жени на таков дрзок начин ги мамат. Има, господарки, такви не треба ни збори. Дали би го сторила ти тоа да ти го дадат и Царството Небесно? Мажите да знаат дека и ние чува и стимаме кон нив. И ви, и мирис, и непчето исто ви сеќава и кисело и сладко. Зошто ни не менат? Игра ли е тоа? Љубовно ми чувство предизвикува тако нешто. И грешат ли од слабост? Да, од слабост. Но немаме ли чувства љубовни и ние? Слабости, желоби за игра кон нив. Тогаш со нас добро да се држат, зашто лош пример се нам не учат да сме грешни и без срам. Научи Бог, ни спрема злото ја зла да бидам и секогаш кон доброто да идам. Се молеше ли нотка да здемона? Да, мили мој. Ако некој грех си спомни што примирен не е уште со небото и милоста на Бога, моли брзо да ти прости. Што треба тоа да значи? И не икам таква смрт јас во која твојата душа нема да е спремна. Зборуваш за смрт? Да. Бог нека ми се смилува, штом така зборуваш, ти нема да ме убиеш. На гревот ми. Тој грев е љубовта што спрема тебе ја чувствувам. И за неја ти ќе умреш. Шамичето си му го дава ти на Касио. Го нашол негде, тој не од мене го добил, нека дојде, нека те каже. Каже. Што? Те има. Како тоа? Како можел да каже такво нешто? Можел, но веќе не може. Затоа ја го честно да се погрижи. Ha